Желба и малку време е потребно за да се биде хуман и да се дарува крв. Овој период од годината има најмалку крводарители бидејќи се годишни одмори. Но споредбено со претходниот јули и август, оваа година бројот на крвни единици во Штип е зголемен. Бројките покажуваат дека лани во јули имало околу 220 крводарувања, а годинава повеќе од 290. Доктор Мери Шорова вели дека со ова се задоволени потребите на Штипската клиничка болница, но и на здравствените установи од регионот. За да станете крводарител потребна е желба и мал дел од вашето време. За целиот процес на крводарување ви требаат 10-15 минути, дарувате 450 мл на крв и морам да напоменам дека за 24 часа се надоместува течниот дел од крвта, тоа е плазмата, а за крвните елементи, еритроцитите, леукоцитите и тромбоцитите ни се потребни неколку недели. Единствено железото е тоа за кое што е потребно да се надоместат 3 до 4 месеци. Токму затоа и временскиот интервал на кој што се вршат дарувањата. Жените даруваат на 4 месеци, мажите даруваат на секои 3 месеци. Нема несакани последици после крводарување, вели Шорова и додава дека најголем дел од крводарителите имаат позитивни ефекти. Токму затоа препорачува секој кој е во можност да биде хуман и да дарува крв. После дарување, најголем дел од крводарителите не чувствуваат никакви потешкоти, се чувствуваат дури подобро, полесно. Кај мал дел од крводарителите се јавуваат несакани реакции во смисло на слабост, малаксаност, гадење. Меѓутоа, тие се минливи и поминуваат навистина без никакви последици. За среќа овој изминатиот летен период ги одржувавме резервите со крв и крвни компоненти на едно солидно ниво, со наши заложби, со заложби на Црвениот крст на град Штип, успеавме да ги обслужиме пациентите и во нашата болница, во клиничка болница Штип, меѓутоа и пациентите кои што се лекуваат во болниците во источниот регион. Крводарителите велат дека за нив представува предност што имаат можност да бидат хумани пред се да спасат човечки живот. На трансфузиона медицина во Штип крв се дарува секој работен ден, па токму затоа има крводарители од градовите од регионот. И иницијативата е да даруваме крв, да спасуваме животи што се загрозени. Тоа ми е цел, затоа и дарувам. Да, продолжувам и не прескокнувам, редовно давам и мислам дека треба да се продолжи, да има повеќе хумани луѓе. Со хуманост се докажува човечноста. Во месец септември се закажани 3 крводарителски акции. Првата е на 19 септември. На 24 септември во градската црква Свети Никола ќе даруваат крв свештените лица. И последната за овој месец е планирано да се реализира на 27 септември.